за нашето воспитување. Ова сабале кај мене. Тротинетот у вода, скршен, бутнат. И како брат очекуваш од такви девијантни појави или личности негативни утре да се насмеат на твојот хумор, дури он е прв што ќе те критикува, брат. А не пак кучи. Така, брат, што ти кучи или мачи гледат како да го изедат, брат, да го истепат, брат, да го. Тоа е, значи, разликата од домашното воспитување, ние кога сме били и сега, децата се многу агресивни. Значи ја еве ќе кажам и од тоа искуство, еве еден апел до родителите од овдека. Значи, одиме ние навечер патролат деца 11-12 сат навечер малолетни по 11-12 години, значи бегаат, кршат, прават. Тој родител треба да се запраша кај му е детето. Значи, не секогаш општеството да го обвинуваме. Ние немаме само критика, првиот самиот себе. Значи, тука е моабетот. Јас ако сум лош полицаец, ќе гледам да се коригирам и да бидам подобар. Не може родителите секогаш да му е крив полицајецот затоа што има случаи кога ние ќе ги известиме родителите. Вие не знаете какви стресови ние доживуваме. Затоа што прво што моето дете не е криминалец, со полиција да, чекај друже, законски твоето дете не смее малолетно да иде после 11-12, не е битно колку и да е. Има ли ти знаеш јас кој сум? Па ти највише ги сакам. Ти знаеш и кој си. Кој си? Ајде да видам, брат. Ај баш да видам кој си. Се случувало, да. Сега можам да бидам коректен, значи помалку се случува. Ти знаеш кој ми е татко? Ти ако не знаеш, ја ќе знам кој е татко. Вика, дај ми ја возачката, па ја како ќе возам без неја. Значи, само тоа е мојабето дека само треба да бидеме малце самокритични сите.